во уште едно видео на Bushcraft Македонија. Овој пат како Bushcraft за солниште или за солниште за итни случај ќе употребиме само една кабаница. Значи кабаницата за дожд, јас не ја вадам од ранецот без разлика дали е пролет, лето, есен, зима. Секој пат е во мојот ранец затоа што може наеднаш да се смени времето кога сме по планина или во природа и секој пат е добро да има нешто што да ставиме врз нас ако се движиме или пак со што да направиме за солниште ако сакаме да одмориме или сакаме да почекаме додека помине невремето. Има повеќе начини како се прави за солниште со кабаница, денеска ќе ви покажам еден од тие начини. За ова нешто се потребни кабаница, јаже доволно за да се постави помеѓу две дрва, иако има начин тоа да се постави само со една точка, и неколку колчиња. Колчињата може да ги направите и од дрво, но јас секогаш ги носам со мене, не тежат ништо, а спасуваат многу, посебно кога немаме многу време да изработуваме колчиња од дрво. Значи, најпрво ние поставуваме основната линија помеѓу едната и другата точка, во случај тоа и ова дрво. Тука го правиме затоа што ова ни е котвата или основната линија, го правиме лизгачки од бовлинов јазол. Значи, како и во останатите видеа, круг низ кој земаме парче од јажето, справнуваме, го добиваме бовлиновиот јазол со тоа што го имаме како лизгачки. Одиме на другиот крај. На оваа страна може да врземе лизгачки јазол, затоа што ќе ни треба да попуштаме или да додаваме од јажето, за да можеме да го подесиме. Или кога веќе знаеме висината, можеме да го присврстиме со некој постојан јазол. Ево лизгачкиот јазол, кој можеме да затегаме, да го подесуваме, да попуштаме. Така, значи сега кога веќе ја имаме основната линија, ја затегаме колку што ќе ни биде доволно. Извадиме колчињата. И кабаницата. Како што може да видите, мене кабаницата веќе ми е спремна за вакво нешто, што значи на ќошевите каде што се овие нитни, веќе имам парче јаже, за да можеме да го употребиме за присврстување и во земјата и присврстување на основната линија што имаме овде. Значи, го правиме така нареченото плуг за солниште, како со шаторското крило. Формата кога ќе се погледне од страна е како плуг. Прво нешто што правиме е овој дел да го прицврстиме за основната линија. За таа цел може да употребиме некој вакво стапче или едно од колчињата, но сега доаѓаме овде и го поставуваме за солништето првен на овој дел. Чисто колку да го затегнеме или за друг начин може да направиме привремен прусик јазол, што значи два пати овде, преминува од другата страна и овде. Повторно ова е една форма на лизгачки јазол, што ќе остане овде. Сега одиме на другиот крај и на ќошот го врзуваме ова. Го прицврстуваме за солништето, односно каваницата ја прицврстуваме на едниот крај
овој лизгачки јазол можеме да го обтегнеме за да добиеме добра тензија овде. Следно, кога веќе го имаме тој крај и овој крај прицврстени, ги поставуваме овие точки овде. Значи, едната на оваа страна. Тука истото го правиме на другата страна. Со овој дел. Сега како што гледате, ние веќе имаме вакво или такво засолниште. Но она што сега може да го направиме за да добиеме повеќе простор внатре и повеќе простор за да седиме во засолништето е всушност капулјачата од кабаницата да ја прицврстиме горе за основната линија. Значи ќе ја врземе капулјачата за да не може и дожд да мине низ тоа нешто и сега со парче бенклайн ќе ја прицврстиме горе или во крајен случај можеме да го искористиме јажето кое ни остана од тука, да го искористиме за да ја повлечеме кабаницата нагоре. Повторно можеме да направиме лизгачки јазол. Еден трик за да имате повеќе материјал за кој би можеле да го прицврстите, ако не сте го правиле ово порано, во самата капулјача може да ставите мазно камче или шишарка, било што би го држало ово овде. Но ние ќе го искористиме ова јаше. Затегаме оноку колку што е доволно, да ни се создаде доволно простор таму. И сега можеме еден од најупотребуваните јазли, лизгачкиот јазол, повторно го правиме, за да можеме да имаме подесиво ниво на тензија, односно прицврстување овде. Значи веќе го имаме плуг за солништето. И гледате зашто се нарекува плуг, затоа што формата и обликот е на плуг. Исто така, ова е многу добро затоа што може да се врзе само на една точка таму и да се прицврсти во земјата и како менува ветрот, менува правецот на ветрот, може да се подесува за овој дел да биде во насока на ветрот, за ако доаѓа ветар од таму да се разбива и автоматски нас да ја заштити и од ветарот и од дождот. И сега ќе видите само како изгледа просторот внатре. Океј. Значи, ова е плуг бушкрафт за солниште со само една кабаница. Ова е вишок и како што видите има доволно простор за се седи комотно под него, исправен. И сега, ако го продолжувате престојот и ви е потребно повеќе топлина, освен подлогата која имаме под нас, тука пред нас може да се запали мал оган, да се расчисти ова, да се запали мал оган и да добиваме топлина која ќе ја заробува, ќе ја фаќа кабаницата и таа топлина да кружи околу нас. Исто така, ако сакате да експериментирате, но секако со предпазливост, вие може и да кампувате во вакво нешто. Значи, ако не носите шаторско крило поголемо, ако не правите природно засолниште, ако не носите шатор, и ова нешто кога ќе се прицврсти доволно до земјата, е доволно големо за да не собере вака. Свртени на страната, има доволно простор за нозете. Нормално со подлога би можеле да легнеме и горе-долу таа е должината, а тука пред нас мал оган кој би пружал топлина. Но секако ова е само во случај на кога не се носи поголемо шаторско крило или кога не се прави поголемо засолниште. Поздрав, останете будни.